Добар ден, драги пријатели. Се мислев денеска дали да ја снимам видеоанализа, но слушајќи ги информациите за можна средба на Путин и на Зеленски на 15 мај во Турција, решив да погледам на тоната карта и транзитите на рускиот претседател Владимир Путин. И ако се прошуваат горот на планетите и моите анализи, јас лично не му препорачувам на 15 мај да патува за Турција. Зошто не му препорачувам? Кој што е познат, Путин е роден на 7 октомври 1952, значи во хороскоп е. Вага со или Терези, како сакате, со познак во Шкорпија. Во моментот Марс, тој е воинствена планета, презентирана из негова 9-та куќа, тоа куќа на странство, а на 15 мај се наоѓа на 12 степен од Лав, но затоа пак Сонцето му е на 13 степен од Вага, значи ќе прави секстил, значи постои опасност за неговата безбедност, значи ако патува недела не му е поволно, тоа може да го направи следната недела, бидејќи 15, само да видим кој ден се паѓа, момент. Во четврток, значи јас не би му препорачал да патува. Не само тоа, кај него во моментот, значи точно на 15 ќе му има силна конјункција на месечина и Марс и денот ќе му биде нервозен, а во второ поле, тоа на финансиско поле, а Јупитер му е во моментот во 8 куќа, тоа куќа на блокади и пречки, иако е тоа второ поле, повеќе на финансиско поле, значи не е чудо што се подготвуваат санкциите. Инаку како личите сметам дека нема да дојде до прекина огинот, тоа и Русија го кажат, се дека не се постигне целосен мир, иако Украина во моментот и Велика Британија и Соединетите бараат едномесечен прекинат, тоа би значило повторно вооружување на Украина, а тоа Русија нема да го дозволи. Тоа во зборот моите на анализи. Познавајќи ја добро личност на Владимир Путин, бидејќи го следам што самото негово доаѓање на власт 2020, а индиректно го и предвидов. 95, значи унапред кажав дека Елцин ќе замине власт без избори. Тоа се случува 99 за нова година. Со диктат го постави Путин за ВД председател, а меѓу време формираше и Единствена Русија са историски, да не ви кажувам, потоа веднаш ги доби изборите. Исто како мина и ова година ги доби изборите, така да ја кажав дека од 10 не падне нема да има мир. Значи, овај конфликт се работи за враќање на историските руски територии. Тоа се и Николаев, и Одеса, Харков, а инаку без разлика еве и овие области во втора фаза да се припадна кон Русија. Русија веќе со устав, значи и со референдум, ги припои Херсонската област, Запорожје и Донбас. Значи, овие области како и Крим не би дошли во прашање, иако Америка и сад се подготвува да го признае Крим како руска територија. Значи, уште еднаш ќе повторам, пред нас е интересна недела на политичко поле, но дали ќе дојде до средба на Зеленски и Путин на 15 мај ќе видиме, иако ја не верувам дека веднаш ќе отпатува председател на Руската Федерација Владимир Путин, може би да прати прво делегација као подготовка. Но пред нас е недела која ќе биде доста интересна на политичка поле, бидејќи
Добрива и Западот, они се губење на Украина, а Украина единствено може да влезе во Европската унија, али колку и ода ќе влезе се друго. Инаку Полска очекува да си ја врати Галиција и заедно со Лавов, а Унгарија исто има делови тамо, Романија не верувам дека ќе го врати. Ќе видиме што ќе случува, но моите анализи зборат дека можеби нема да се одржи средбата, но не е личната средба меѓу Зеленски и Путин на 15 мај во Турција, може да прво делегација да појдат. Инаку на самиот председател на Владимир Путин, Руската Федерација, не му е паметно да патува во Турција на 15 мај. Тоа може да го направи 10, само околу 20, пред 20, бидејќи за сето тоа време Марс ќе му биде во аспект со Сонцето натаму, а тоа Марс е транзитен, знаеме дека е Марс планета воинствена. Драги пријатели, оние што има желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe, а може да ме следат на Instagram, како Кренички, ЦИХ, и на Telegram. Ви посакувам ден, со создател Македонија напред, а уште еднаш ќе повторам, оние што има желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплати се, и ако се допаѓа анализата да сват лайк. Но ништо не е мора. Убав ден, убава недела.